светскиот ден на лебот. Со нутриционистот Надица Илиевска ќе се консултираме малку повеќе на оваа тема, но историски за значењето на лебот, како се подготвувал некогаш, како денеска во Македонија. Добро утро. Добро утро. Какво значење има лебот за нас македонците во нашата историја? Генерално лебот има значење за секоја нација и воопшто за историјата на човекот. Значи, всушност, од почнувањето на мирницата спремена, што ние денес ја велиме леб, дава еден вид на значење на развој на секоја нација. Лебот до ден денеска е во сите наши благослови, изреки, тагувања, веселби, и на лебот му се дава огромно значење. Всушност, лебот и има огромно значење, бидејќи се работи за производ кој што е од основната намирница која што била произведувана за прехрана на општата популација. Ние на Балканот, предпоставувам од влијание на многу, например, германците немаат таква традиција на леб како што имаме ние балканците. Впрочем, и најголемите мајстори на правење на лебот всушност доаѓаат од нашите простори, низ историјата. Сме склони да ги сакаме пекарските производи, имаме преубави рецепти правени со брашно. За нас лебот е основна намирница, меѓутоа единствено што можам да кажам е дека современото живење го менува и нашиот однос кон лебот, па честопати леб не секогаш оди во добра конотација. Јас во пракса многу често знам да слушнам уште во првите 5 минути од разговорот: јас не јадам никаков леб. Или овој е здрав, тој не е здрав. Лепот на водици тука, меѓутоа она не јадам леб, или ние дома не јадеме леб. Да, тоа е чисто. Дужно не мора да значи дека ако јадеме леб е лошо, или ако не јадеме леб е добро. Но повеќе би го лоцирала проблемот во тоа каков леб ни е достапен денес и каков леб можеме да јадеме. И тука всушност околу технологијата, околу суровините се кријат тие мали, ајде да кажам, грешки кои што и се менуваат, но и на некој начин го менуваат квалитетот на основната намирница, се уште основната намирница, а тоа е лебот. Лебот некогаш. Како се подготвувал некогаш лебот, како се подготвува денеска? Историски малку да погледнеме во тоа, во подготовката на лебот во Македонија. Лебот, таков како што го познаваме, во не толку дамнешното минато, бил намирница која што задоволувала речиси повеќе, па дури и повеќе од половина на дневните потреби на еден просечен човек. Брашното бело се користело и на овие простори многу одамна. Меѓутоа, се мелело на камен, што значи на ниска температура. Денес се лупи зрното со многу побрз ефект во технологијата, на многу висока температура, и тука губиме, да не речам 90% од она што треба да го даде житарката во крајниот продукт леб. Тоа е првата работа. Втората работа е дека за спремање на леб било потребно време. Денес ние имаме адитиви, квасци, кои што тоа го прават за многу кратко време. Значи, брзо растечки теста, најразлични вкусови, најразлични лебови. И третата работа е, денешните лебови не ферментираат. Многу е важно тестото за лебот да ферментира. Веќе и да не се подготвува леб која што ферментација трае, да не речам 12 па и 24 часа. Се подготвувало така што од едно обично брашно и вода се замешувала смеса во која што
секој ден се додавало помалку брашно, се чекало 5 до 7 дена природна ферментација да настане и потоа таа маја кога се замесувала од тоа тесто се одзимало дел од тестото, се чувало на ладно или пак се сушеле топчиња летно време на промаја и тоа повторно се враќало во следниот замес. Тоа е клучното што сме го изгубиле и тоа од две многу важни причини. Едната причина е што овој брзо растечки леп има индустријски квасец кој во себе содржи само еден микроорганизам, оној кој што дава брзина на растењето, што значи немаме диверзитет. Втората причина е што на крајот добиваме производ кој што има и многу глутен и многу скроб. Па велиме една кришка од белиот леп денес не најадува. Зошто е тоа така? Доколку ферментацијата е долготрајна, во текот на ферментацијата ќе се развијат различни микроорганизми, затоа секој народ го прати секој посебен леп. Велиме кисело тесто. Кисело тесто е тесто кое што долго ферментирало. Зошто? Затоа што зависи од квалитетот на водата, од видот на зрното кое што се прави. Се смета дури дека зависи и од микрофлората на раката која што го замесува тестото. Се додавале тревки, во нашето соседство се заправело квасец од цвет на кокиче. Кај нас исто така се ставале одредени тревки кои што потоа во ферментацијата ќе додадат билни влакна и ќе се направи специфичен вкус. Она што денес всушност се фенси лебовите артисан или така наречен соур леп, всушност е оној традиционален леп кој што има подолга ферментација. Може би тоа е начинот на кој што може дома се уште да се подготвува лебот. Значи јас велам да не се изложуваме на економски трошоци поради тоа што на вистина и многу чинат тие популарни здрави под наводници лебови. Цената на лебот може да кажеме дека не е како некогаш. Позната е мојата максима која што ја повторувам повеќе од една декада е дека најдобрите пријатели во кујната на една домакинка е една машина за правење леп и еден експрес лонец. Добар, совет беше ова, особено и за помладите домакинки, да. Значи да, може да го припремаме сами, може да си дозволиме 12 часа во текот на ноќта да ферментира, но сакам да напоменам дека и не сето она кое што ќе го прочитаме дека е многу здраво, всушност е здраво. Житарката. Значи, знаеме дека целозрнениот леп е најздрав. Но целозрнен, неферментиран леп, апсолутно е несварлива категорија. Може би и полоша варијанта од оној обичен бел леп, кој што е многу вкусен, и кој што не можеме, нели, да се наситиме. И вистина е така, дека не можеме да се наситиме, па тогаш се отвара прашањето кој леп е најдобар. Најдобар сега тука под наводници што ги задоволува потребите на организмот, ги има сите нутриенти, се она што зборувавте, а и од друга страна пак и ќе одговара на потреби. Па да, и на семејниот буџет, па и на дневните потреби, се во едно. Кој е најдобар? Значи, генерално разликуваме 3 видови лебови, автоматски се и 3 категории лебови. Значи, првиот е кое што е потполно од бело брашно, мора да се чита декларацијата, колку е уделот на белото брашно, доколку вие видите дека во крајниот производ влегле само 200-300 грама брашно, тоа значи дека внатре има многу вода, има многу квасец, има адитиви, односно има многу влага. Да напоменам, ве молам домакинки, мода е да се чува леп во фрижидер, бидејќи е лесно расиплив, но во фрижидерот собира тоа што не треба да собира и собира многу влага, што значи подобро помала количина на дневна основа да се конзумира. Вториот е интегрален, каде што го има белото
и во различни проценти се додавани други типови на брашна, меѓутоа тој има понисок гликемиски индекс за разлика од оној обичен бел леп, има минимално повеќе билни влакна, белиот речи се и да нема, има многу повеќе, но е пак интегралниот леп подложен на технолошка манипулација. Убав начин да го објаснам тоа, односно додавање на разни вкусови, ароми, мириси и така натаму. Останува како најквалитетен од целото зрно, под услов да е работен од кисело тесто, односно да е ферментиран. Зошто? Зрното во себе состои фитинска киселина, односно антинутриенти. Доколку вие во текот на припремата на лебот не сте ги потрошиле, тоа значи дека правите несварлива намирница која што без разлика на тоа дека има цели зрна, различни зрна, семиња, тоа практично е несварливо и уште им смета на апсорбцијата на минералите кои што ги примаме од другата храна. И од тога и можеби коментарите овој леп ми прија, односно ми е добар кога ќе го изедам, а овој не. Всушност како и да забележиме дека некој сега под наводници ни прија, односно е добар за нашиот организам и се чувствуваме добри, ни ја дава енергијата и ги задоволува потребите. Како се забележува? Здрав леп не треба да предизвика подовување, треба да даде ситост, да не бидеме гладни после 2 часа. Потоа не треба да предизвикува киселини, треба да биде малку потежок. Јас генерално кога сакам обобштено да кажам кој, треба да биде малку потежок на рака. Добре. Лесните лебови генерално и не се квалитетни, значи треба да има тежина. И што треба е да бараме во декларацијата леп од кисело тесто. На крајот, во тој продукт имаме многу малку глутен и имаме многу малку скроп. Кога ќе ги намалиме овие две работи, тогаш добиваме лесно сварлива намирница со билни влакна. Сакам да напоменам, во лебот и кај нас во нашата историја, секогаш имало некоја додавка. Дали било тоа сусам, дали било некој зачин, дали се ставало мајкина душица, дали се ставале ореви за слави, дали се значи големо значење има доколку во тестото се додаде некој тип на зачин. Например, кимот. Традиција во македонските теста била да се става ким. Сега забележувам куркума. Во моментот имаме можност да ставиме куркума. Најдобро е да ги мешаме безглутенските со глутенските житарки доколку припремаме дома леп. Исто така, се што е псевдожитарка може да влезе, например, мелено ленено семе. Сакам да го напоменам затоа што секогаш го гледам на готовите производи цело, никако не цело, само смелено. Добре ли дома да си го мелиме во домашни услови? Или дома да го мелиме и да го додаваме. Што значи дека да бидеме трпеливи со лебот, да бараме леб кој што е долго ферментиран, да бараме леб од мешани житарки и на крајот добро да го комбинираме. И сега да го заокружиме разговорот, колку кришки леб се доволни во денот? Доколку користиме... Многу е смешно, интересно, на крајот ти велат една кришка ќе изедам со ручекот и доволно е. Или вечерата ќе биде само со една кришка, а утрината наутро ќе си дозволам за појадокот повеќе. Како и за се, апсолутно не постои општо правило. Доколку се работи за конзумација на бел леб, предлагам да биде тостиран, да му се одземе влагата, да не биде баш она таза да се топи во уста што велат. Зависи од состојбата. Меѓутоа, лебот добро искомбиниран, со намален во комбинација гликемиски индекс, ние може да го конзумираме во мали количини со секој оброк. Факт е дека јаглените хидрати наутро полесно ги трошиме во текот на денот. Така. Јаглени хидрати, односно леб навечер, потешко ќе го потрошиме додека спиеме.
Меѓутоа, добар, квалитетен леб, искомбиниран со други здрави намирници, ќе не држи, сити, но нема да влијае на нашата телесна тежина. Последната порака на денот на лебот е да го разбија митот на гравчето. Всушност, гравче не се јаде со колбас, гравче се јаде со леб. Бидејќи Останато е така дека гравче се јаде со леб. Јас не знам кој но тоа има научна подлога, затоа што лебот и гравот прават комбинација на сите есенцијални аминокиселини. Оние кои што ги нема во гравот, ги има во лебот, а гравот е полн со протеини. Па гравче и леб е добар протеински оброк. Убаво го завршивме разговорот, ви благодарам. Во овие есенски студени денови нема ништо поубаво од традиционалната македонска кујна. Благодарам. Ми беше задоволство.